Концептот на Tangible Assets е издавачка куќа која што служи за моите соло продукции, така што нема музички бариери од типот на техно, хаус, електро, некогаш и даб. Успевам да ставам секаква врста на музика на винил без никакви ограничувања, имам комплетна слобода од мојата дистрибуција. И зашто на винил, бидејќи се уште мислам дека винилот е најдобриот носач на звук и е нараскилен дел од карактеристиките на оваа underground денс сцена. Па сите овие места се уживаат репутација на најдобрите клубови не само во Европа, него и во глобални рамки. За моја среќа имам настапувано и на доста фестивали во помали клубови, во не толку популарни клубови низ сите европски земји, но омилено место кое што вака ми остаја еден огромен впечаток и доста емотивно го доживеав беше во Јужна Африка. Во октомври успеав да настапам во Кейптаун и во Јоханесбург. Значи копнеам да се вратам повторно тамо. Техното како музика и сите музики идат во некои циклични кругови. Тоа све го диктираат трендовите, социјалните медиуми, големите издавачи, но јас сепак мислам дека кога ќе одржиш еден континуитет низ сиве овие години, презентираш јасен став, личен став према твојата музика и која што е дел од твојот персоналитет. Но јас не гледам некаква голема разлика помеѓу техното, што мене лично ми се допаѓа од касните 90-ти, од раните 2000-ти до ден денеска. Среќен што има една нова генерација на млади техноартисти кои што го препознаваат тој сентимент од касните 90-ти години и од раните 2000-ти и се инспирирани од таа естетика на техно, се трудат да го достигнат тој звук денеска, што е освежување и уште еден доказ дека музиката иде во циклус. Сметам дека Скопје има доволен број на нокни клубови кои што работат со електронска музика и underground денс сцена. Јас сум прилично задоволен и горд на сето тоа што Скопје успева од почетокот на раните 90-ти да го одржи до ден денеска и мислам дека можеме да бидеме горди дека се уште стоиме рамо со рамо со големите европски метрополи. Дефинитивно тоа е некој микс на и љубов и носталгија. Мојата релација со мојот роден град е секогаш во прв план за сите мои проекти што ги правам. Значи имам проекти кои што ми ги посветувам на Скопје, како голем дел од мојата музика што излага на Tangible Assets е посветена и инспирирана од Скопје. Секогаш настојувам да му вратам на мојот град со толку голема мера љубов и внимание, бидејќи тоа мојот град го заслужил.